Стадион, емисија за вашата вистина. Добар ден, добродојдовте во редовното издание на емисијата Стадион, заедно со вас и денеска Столен Аумов. Пред да го слушнеме интервјуто со мојот поранешен колега, новинар Митко Јованов, кој што живее и работи во Германија, во државната администрација во Германија, инаку е доктор по историски и политички науки. Сакам нешто кратко да кажам за изборниот законник, кој што е топ тема изминатата недела. Јас сум многу разочаран, посебно од помалите партии, што во оваа дебата за изборниот законник многу малку или воопшто се споменува една изборна единица и отворени листи како највисок демократски израз на гласање на граѓаните, каде што тие самите избираат кој ќе биде пратеник, заокружувајќи кого сакаат од пратеничките листи, наместо лидерите кои што на прво, пето, 10-то место на добитник места ги ставаат своите пулени, кои што им се лојални, кои што им се луѓе од доверба и кои што се послушници. Овие мали партии можат, исто како што Социјалдемократскиот сојуз и Левица го прават тоа, голем дел од нив имаат и пратеници во парламентот, значи тука зборувам за Либерално-демократската партија, зборувам за Демократскиот сојуз, зборувам за партиите на помалите етнички заедници, турците, ромите, србите, сите тие полни им беа устите изминатиот период со една изборна единица со отворени листи, сега молчат. Зошто тие не се соберат, исто како Социјалдемократскиот сојуз и Левица што прави, а за овој закон е дозволен тој филибастеринг, нека напишат десетина илјади амандмани и да ги стават без свршен чин и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, и ВМРО-ДПМН, и ВЛЕН, и ДУИ, да ја стават на тест нивната искреност кога зборуваат дека немаат ништо против една изборна единица, дека немаат ништо против отворени листи. А во оваа дебата ниту СДСМ, ниту ВМРО-ДПМН воопшто ниту еднаш ги немаат споменато отворените листи, ниту една изборна единица. Јас разбирам СДСМ зошто се плаши за гласањето електронско на диаспората. Диаспората доминантно е наклонета кон десните партии, кон ВМРО-ДПМН. Ние се уште во изборниот законник имаме можност 3 пратенички места да бидат представени од диаспората. Порано имавме во еден или во 2 состави представници од диаспората, сите тие 3 места беа од листите на ВМРО-ДПМН. Но се направи измена, наместо со 500 со 1000 гласови колку што беа тогаш избирани овие пратеници, се направи една граница дека мора да освојат најмалку 6500, 7000 или 8000 гласови зависно од излезноста, колку што тежи пратеничкото место во изборната единица во Македонија, каде што има најмала излезност. Јас сум, ако мене ме прашате за електронско гласање, но да се возможи и за граѓаните во Македонија, и електронското гласање на почеток да важи само за председателските избори. Затоа што таму има навистина проблем со цензусот, веќе еднаш уставот е менуван и цензусот од 50% 50 плюс 1 се намали на 40 плюс 7. 40% и сега е високо. Ние имаме над 1.800.000 луѓе со право на глас. Во Македонија во моментот сигурно не живеат повеќе од 1.200.000, 1.300.000, па нека си 1.500.000 луѓе. Значи, за да биде реализиран тој цензус, за да бидат успешни председателските избори, треба да излезат најмалку околу 800.000 гласачи. Тоа е голема бројка. Значи, или да се избреше треба тој цензус, или да се намали, или секојаш председателските избори да се врзуваат со парламентарните избори за да се обезбеди солидна излезност и успешност на председателските избори. Значи, ако се менува цензусот, ќе треба да се отвори уставот. Ако се отвори уставот, тоа е веќе Пандорина кутија, тука е милион други барања ќе има. Заради тоа мислам дека електронското гласање треба да важи за председателските избори. Тоа е тоа што сакам да го кажам, да ги охрабрам. Еве, уште трае оваа дебата. Во парламентот се измените на изборниот законник. Малите партии нека напишат 10.000, 20.000 амандмани и нека го блокираат изборниот законник, се додека ВМРО-ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не се согласат Македонија да биде една изборна единица и да бидат отворени листите за гласање на пратеници во парламентот. Тоа е тоа што сакав за почеток да го кажам. Сега е време да го слушнеме Митко Јованов, мојот поранешен колега новинар, кој што зборува и за тоа што се случувало порано во Македонија, но и за тоа што треба да се случува во иднина во Македонија. Митко Јованов инаку има докторат и магистратура на тема
Македонија во дипломатските архиви, во архивите на надворешната политика на Германија од 1919 година до 1945 година. Стадион. Емисија за вашата вистина. Митко Јованов, мој поранешен колега новинар, сега професор, доктор по историски и политички науки. Може ли заедно тоа? Да, двете. Затоа што темата е таква, политиката на Германија во Југоисточна Европа и на Балканот, вклучително со македонското прашање, но во историски рамки во периодот од 1919 до 1945. А што ќе ти е докторат ако не го материализираш како професор во Македонија? Ти избега, замина во Германија. Точно. Го признаваат во Германија тој докторат? Сите дипломи, 3, значи од политички науки, после од магистратурата и докторатот се нострифицирани во Германија, значи ми се признати. Тамо ги правеше истражувањата, отворени беа архивите, да, Министерството за надворешни работи. Има архив на Министерството за надворешни работи и таму истражува, значи се достапни архивите, не само што се во делот за тогашната политика на Германија на Балканот и Југоисточна Европа, но и во други делови. Докторираше и магистрираше во Македонија, во Скопје, на УКИ. Да, точно. Да, затоа што јас кога почнав со магистерските студии, тогаш не планирав јас дека ќе се иселам од Македонија, никогаш тоа не сум го планирал и ова беше како моето иселување сплет на околности и некој револт што се создаде од мене од ситуацијата во Македонија во 2016 и на почетокот 2017, значи моето иселување се случува во јануар 2017 официјално, како една... Со бугарски пасош или со македонски пасош? Не. Ја имав тогаш македонски пасош, но бев стипендист ја 6 години на Германија и затоа по таа причина, по таа основа, но често, не секоја година, но не само секоја година, туку во годината 2-3 пати ја патував за Германија, престојував некојаш месец, некојаш 2 недели, како, приватни причини, поради истражување, така, секојаш имав престој за во Германија, тоа не ми беше проблем. Мене стипендијата ми отвори многу врати во Германија. Ви дадоа и државјанство. Фактички ти си како Борис Трајанов, оперскиот пејач, он мораше да се откаже од македонско државјанство за да добие германско. Тогаш германците не дозволуваат двојно државјанство. Сега дозволуваат. Он имаше австриско, колку се сеќавам. И истиот принцип и за Австрија важи. Ја се одлучив, значи, комплетно да живеам ја во Германија во 2019. Меѓу 2017 и 2019 бев како во измеѓу фаза. Уште немав донесена конечна одлука дали јас во Германија ќе живеам или ќе се вратам па во Македонија или на некое друго место. Во 2019 се случува дека моите дипломи се нострифицираат таму, значи ми ги признаваат, тоа ми е за мене пресудно, за да таму останам да живеам, со тоа што мора човек и да работи, и јас сакам мојата професија си работа. И тоа ми беше клучно мене. И тогаш, па после тоа одма поднесов барање за државјанство, го добив, ама уште не беше тогаш донесен нови или законските измени и не дозволуваше тогаш Германија да имам јас и да го задржам и македонското државенство. Сега се враќаш да си го обновиш македонско државенство. Зошто ќе ти е македонско државенство? Од носталгија или сакаш у политика да се реално сега слушнав сакаш да се кандидираш за председател за тоа како да одговорам се на тоа? Тоа не го исклучувам, затоа што политиката е мој порив. Јас сум тоа, значи од 10 години читам Нова Македонија. Сега тоа ми е прва лектира, и претходно читав, ама таа ми е едните од редовните лектири, така е да кажам. Значи и политиката, ако јас се занимавам со политика во
во практика, значи политичар, тоа ќе го правам во Македонија, а на други места во наука, политикологија, историја и така натаму. Овде, ја кога се иселив и реков, ја во Македонија ќе се вратам, само под еден услов, овде да живеам, само ако се случи да јас овде нешто сум во позиција да можам да ги менувам стварно работите овде од корен, тогаш само има смисла моето живење овде и има смисла мојот живот овде. Иначе искрено да бидам, верувам дека слушателите, гледачите ќе се сложат. Јас не би сакал да се прилагодам на сегашната ситуација, но би бил тука, но во оваа ситуација, ако почнам од утре да менувам, не викам дека тоа може од утре мет и млеко да протече, ама да се врати надежта и да видиме знаци дека нешто се движи во позитивен правец. А тоа е можно. Тоа е можно ако се сака, се има волја, тоа е можно. Не, и тоа можеме си го претпоставиме дека е можно. Ми делува ова Дон Кихотовски, зошто мислиш дека тоа што се обиделе и други, например, вашиот пријател Трифун Костовски дојде од Австрија, беше успешен таму бизнисмен, дојде тука, се обиде, влезе во политиката и изгоре. Зошто мислите дека е тоа возможно? Се служувам дека е Дон Киховски, но ако не пробаме, нема никогаш ни да знаеме дали е можно. Мораме да пробаме. Но сега кај господинот Костовски е друг концептот на враќање. Он се врати како инвеститор овде и после влезе во политика и он имаше класичен влез во политиката. Класичен влез во политиката во овој систем. Јас во овој политички систем не гледам шанси било кој на светов да дојде и да биде на позиција премиер или председател, дека ќе може нешто да направи, ако е доволно капацитетен, поштен и знае што сака и сака тоа да го направи, може нешто да се подобри. Но она што луѓето овде го очекуваат и јас што го имам како замисла и визија, не може во овој политички систем. Мора да се смени политичкиот систем од корен, за да се прилагоди политичкиот систем за да ги испорача оние резултати што се потребни. А кои се потребни резултатите? Треба да ги погледниме бројките во буџетот, каде се трошат парите и кај кого се влеваат, завршуваат. Тоа е за мене клучно. Сега завлегувам во наука, политикологија. За мене сега моја лична теза е дека една држава е демократска ако има правичен распоред на буџетските пари. Тоа треба. Ние знаеме дека една држава се мери дали е демократска, парламентарни избори, тоа веќе го имаме, човекови права, слобода на медиуми, добро, во ред, но сега треба да додадеме уште нешто. Ние можеме да зборуваме колку сакаме, да пишуваме колку сакаме, но ако на крајот парите се распределуваат... Каде се парите, тоа е... А политички систем, тоа е залудна работа, според мене. Се зборува веќе 20 години повеќе за една изборна единица, се менуваше политичкиот изборниот систем, поточно, за отворени листи, ама еве и сега последните разговори не им се чуе многу на големите партии, поготово за такви... Не во тој дел, туку во ингеренциите, јас сум за тоа што да има председателски систем. Како големите држави. Да, затоа што има и други држави, да речеме, ние не ги знаеме што се помали, дали во Јужна Америка, и мене сега не ми текнува класичен пример, или во Африка, кај што се председателски системи, да речеме во Америка е, и Франција е полупредседателски. Зошто? Затоа што Македонија е мала држава, околу 2 милиона луѓе и треба само ефикасна екзекутива, значи може да се организира во председателот, кабинет и државата да се Председателскиот систем ќе биде поефикасен. Да. Поефективен од... Да, одговорноста знаеме каде е, директно, парламентот каде што
директно се избираат пратениците, нели, после председателот одговара до следните избори пред парламентот. Знаеме сега да не објаснуваме како функционира еден председателски систем. Мислам дека тој е поефикасен и не е само тоа. Например, сега ние треба да санираме све тоа што е упропастено од 90-та навака. Значи имаме многу, да кажеме, во оној дел, во социјалниот дел. Значи во распределба на ресурсите. Ние мораме тоа да го, како тоа да го санираме. Ја би кажал само два сега предлога, кои сум убеден дека ќе дадат резултат. Прво, секој што има капитал, дали ќе го одредиме од 1 милион евра повеќе или од 3 милиони евра или од 5, ама не повеќе, мора да приложи доказ како го стекнал тој капитал. А потекло на имот. Да. А ако не го докаже тоа, автоматски се национализира и нека биде среќен ако не заврши, да речеме, прекот. Може Апасиев да земе партија. Не, Апасиев у политиката он си прави вицови, значи јас имав некој надеж дека тој човек нешто ќе направи, но јас не сум, не знам сега кој политик, он само некогаш на Facebook што е активен, гледам само за фраканци на сметка на, значи он си прави од политичките процеси за фраканци и вицо, мене тоа не ми е сериозно, се треба конкретно. Значи не е дневна политика. Јас не сакам да зборувам за политика ако збориме за дневна. Не, она што е Јованов. Да. Ова што се го нудиш и го бараш за Македонија, таков систем политички, нема ни во Германија. Али Германија е голема држава, она е сојузна, она е федерација, и таму е доминантно парламентарна демократија. Ама председателот е церемонијална фигура повеќе. Но дури има помалку ингеренција од Македонија, мислам. Да. И се избира во парламентот. Тотално церемонијални. Али Германија има сосема друга структура, федерална, плюс национално хомогена. Сега, добро, да, уште, но сега да не... Друго, околностите се други. Сега, ние овде мораме да најдеме еден систем кој што е соодветен за сегашните услови, за да ги испорачаме оние резултати што ги очекуваме. Во овој систем, сега, например, замислете премиерот кој да биде поставен, он ако зависи од оние партии, од мнозинство, пазарење, министерства 25, колку 26 има, значи, министр за спорт, што знам сега, кој таму што министр, мислам, тоа е се банални. И сега мене ми е тотално секој премиер надвор од колосекот. Да, заложник на тие коалициони пазарења. Ако дозволи да има министр за спорт, тоа е, мислам... Како па? Нема потреба од Министерство за спорт? Нема потреба, затоа што тој ресор се покрива преку други ресори. Така да нема потреба ни од заменици министри, нема потреба и од службени коли на директори на јавни предпријатија, институции и така натаму. Управни одбори. Управни одбори исто, нема потреба од советници. Значи, тотално од тоа нема потреба. Значи, јас реков, дај да го разглобиме буџетот, каде парите се трошат, да видиме до крај. Значи, ако во Министерството за здравство е толка буџетот, да видиме на крајот не само на големата бројка, интересни се малите бројки, на крајот каде завршуваат. И ние ни ги прикажува нас големите бројки. И нас ни е тоа апстрактно. Нас не интересира не влезот, излезот на парите. И тоа и треба уште една многу битна мерка, да се воведе смртна казна, барем у следните 10 години, да стои за тешки финансиски... Да. Како Кина, сечат рака. Имаме смртна... Јавно бесење. Гледа сега, ако во Кина некој го е фатен, обвинет за
милиони и милиарди проневера, па ама сега знае, секој е свесен дека во законот е предвидена смртна казна, никој не го присилува да прави проневери, нели? Така да, и во Америка имаме смртна казна сега, нели, најдемократската држава. Јонов, какви се, ова е некој микс тука сега, тука има и популизам, има и Не е популизам, оти е популизам, не е ни социализам, затоа што јас одма ќе кажам дека ако кажам дека треба Евана, Телеком и рудници, тие што се клучни индустријски гранки национализирани, зошто не е тоа во Франција? Електростопанство е у голема мера државно. Дојче Телеком што е? Дојче Телеком до 90-тите беше у акционер државата, собственик. Да? После тоа се приватизира, па затоа сега не е баш интернетот толку во споредба со други држави на квалитетно ниво. Дојче Бан железниците? Дојче Бан од кога се приватизира, дојдоа проблемите. Да, сега е револт има таму кај луѓето и сите сме свесни дека после приватизацијата на Дојче Бан железницата, да, е сега акционерско друштво, нели, државата има акција, ама овие приватниот капитал одлучува. Приватен капитал, сега исто во Англија знаеме дека, нели, од Тачер. Да, се обидуваше Стармер да национализира нешто од тоа што Тачер го целосно. Ние имаме овде искривена слика што значи државен капитал, што значи приватен капитал. Ако е државен капитал, тоа не значи комунизам, социализам. Пак принципите на пазарна економија обстојуваат и функционираат тоа така. Но што е разликата? Тогаш 100 милиони евра или колку е приходот, профитот од Телеком и Евана, не знам се, цирка толку е, завршува во Виена или во Германија на крајот. Сега ние можеме одма спротивно мислење, ама ќе кажа дека па тогаш ако е државен, тогаш ќе има злоупотреби, добро. Во која мера ќе има злоупотреба? Ќе има злоупотреба од 100 милиони евра профит, добро, нека се намали на 70 евра. Па имаме ние корист, што остана тука. Ама тие 30 милиони евра што се не пазарно изменаџирани, пак тука ќе останат. Повеќе вработени ќе имало. Па добро. Мислите дека ова ќе пројде? Ќе пројде затоа што со национализација и закон со двотретинско и во устав нека се запише дека државниот капитал, пенали, меѓународни судови, државниот капитал се управува согласно пазарните принципи. Значи не може владата да манипулира, нели, после кога ќе управува со него. Може тоа се уреди. Сега точно е. Тоа е најголемиот проблем. Дека ние ќе имаме кој да е тоа да го спроведе, ќе најде на голем отпор од ЕУ. Ќе не санкционираат, ќе не дека е тоа кој знае колку клучно за ЕУ. Тоа ново вето од Австрија, ново вето од Да. Ама ние мораме Унгарија, ние мораме со нешто да се прославиме, а тоа е исправно. Тоа ќе го направат и тоа ќе почне. Сега дали ќе почне тој процес на национализација и во држави во ЕУ, покасно, ама ќе почне тоа. Нема да трае уште долго време, затоа што еве тоа ќе биде како последици од оваа криза се се мобилизира државата. Вие рековте дека Стармер пробал. Мислам дека не се окажува тоа лабористите. Тенденциите се веќе во тој правец и во ЕУ и на Запад. Сето тоа е почнато од 2008, кризата на Западот е почната од 2008, од кога беше финансиската криза. Затоа што во Америка, нели, кога избувна таа финансиска криза, после се прошири. Банките ги спасија, после пропаста на така, значи профитот Обама им даде пари, па после враќа нешто. Не враќа, мислам дека не вратија, барем се договорија нешто, правеа. Да. Затоа што профитот го делат тие, а загубите ги делат со останатите граѓани. Значи социализам кога има загуби,
профит кога е капитализам само кога има профит. Па тоа не е пазарна економија. Иванов, добро, можеш имаш и друг модел. Зависи од личноста. Вучик е дали ќе е премиер, дали ќе е исто и Путин. Дали ќе е председател, он е главниот. Се врти околу него. Он председател нема извршни моки како посекуваниот модел кој што го предлагаш за Македонија. Неговите ингеренции се си исти како во Македонија. На кој? На председател. На Вучич? На системот политички е во Србија ист како македонскиот. Ама на секој чешма, на секој купување авиони, на секоја економска одлука, секаде он е главен. Он е... Па затоа што на партијата е председател. Веќе не е. Добро, не сум утекот и не ја следам. Вучевич мислам дека е сега председател. Да, не ја следам внатрешната. И сега ќе си отиде за, да рече, ќе се повлече за една недела, две, после ќе биде премиер, сака да биде. Не сум во тек, што сакаме и нас не ни е пример Србија. Затоа што сега не можеме да зборуваме за Србија, ама мене не ми е пример Србија да си угледаме, Не, затоа што истите последици ги имаме и ние, и како и они, но ние можеби нешто полошо, за помала држава, помалце ресурси, помалку сме интересни за другите, нели, помала држава, помалку интерес предизвикуваш кај другите. Иванов, интересен ќе биде ако успееш во тоа твојот животен пат. Политика од либералите во градско, на јавно предпријатие пред 20 на години, директор те ставиле, така? Ме подсети сега на детството. Добро. Само си бил возрастен кога те ставиле директор на... Да, 24. Либералите те ставија? Не. Тоа беше... Вака беше тоа. Тоа беше микс од сите партии. Како независен? Ја котирав тогаш во редовите на СДСМ. Таму котирав. Но СДСМ исто не ме сака, да речеме, да ме изберат. ВМРО, ти не си наш. Значи, и како компромис се договори? Компромис, затоа што другиот кандидат исто не можеше да најде консензус. И што се деси? Два советници од СДСМ, два од ВМРО, два од тие ЛДП. Како успеа ги се пазариш со нив, да? Немаше пазарење, па може... Тоа модерно е подплаќање. Не, може да се каже пазарење, ја ќе кажам дури и како беше. Тој советник од СДС беше стар пријател на дедо ми. Он по поштовање од дедо ми, тој беше босанец. Сега заборив како се викаше. Добро. Вие од ВМРО, еден што со него, он па едниот советник од ВМРО, он не ги сакаше тие другите четворица беа вкупно, не ги сакаше другите и сакаше као некоја си осветали што знам што. И се погодија коцките. И во вториот тој па сакаше па и тој син му за Париз да патува, 99-та година беше Франција, Париз, што беше око на Марс сега. Да. И ја организирав тогаш со Каролина Гочева. Ти како менаџер си работи? Да, тогаш студеј, тоа кога почнав како да организирам концерти на Запад, уште за време на студиите. И тогаш беше многу убава организација, концерт на Каролина Гочева во Париз и игрорна група. Со нашата. Ја бев као... Чи сепак не или на друг начин се ги подкупила? Да, па е отворено, ама подкупување. Сега, знаеш, ние сме луѓе, знаеш, тоа е некоја... И сега тој дојде, Илија... Тоа е политиката, пазарење. Илија вика, Илија, сега ќерката, она е член на хова танчерската група, она оди, вика, синот, не, вика, дома кав ги имам. Он жели него да го путиш. Него, викам, Илија, во ретама, знаеш ти дека мене што ми треба, 3 месеци се борим. Знаеш што ќе направиме? Вака. Ние ќе испаднеме. Нема да гласаме, ама ќе испаднеме. Со тоа ќе направиме од
со просто мнозинско. Да, разбирам, да. Вика, ќе спаднеме тогаш и таман овие ќе глас, јас тоа сето тоа ќе уродам. Да не се знае од него, да не се наштети у партијата. И колку време беше? Ја бев 2 години некаде и нешто, ама сам си поднесов оставка. Зошто? Горан, како се презиваше сега, он беше пратеник од ВМРО, на Маслодајна директор. Лазов. Така нека. Се јавува. Белешанец. Да, се јавува, таму овие ми требаат, ја, кога станав директор, беше СДС на централно ниво, после се смени ВМРО, умеѓу време, на централно ниво. Парламент и влада. Горан Лазов вика, беше, не знам сега. Тројца, тие у комуналното се планирани да ги вработиш, ќе доаат утре. А викам, како ќе ти ги вратам, немаме ние доволно буџет, ја одвај за овие плата обезбедувам. Не, тоа е твој проблем. Не, викам, ако за 3 години, ако префрлиш од Маслодајна, средства и не. И може да замислиш каква е реакцијата на тогаш пратениците беа не само пратеници. Они беа каубојци во општината. Они приватизира, они одлучува за секоја функција и он си дозволи така, после тоа исто проблеми од градоначалникот. А мене не ми беше целта јас некој директор да изигравам, туку мене беше целта да направам, да нешто да остане. И стварно направивме многу работи. Цевки. Како? Брзо, тоа мене ми лежи на срце и тоа ми е мене гордост. И тоа ќе го користиш во председателската кампања? Не морам да го користам до толку, мене ми е како успомен, затоа што одма почнав со работка со Солидарите, од Франција и почнавме да менуваме азбестна мрежа. Ми правеа многу сопки од сите страни и ми го сопира како се прави, се дезинфицира водата, има хлор. Хлорирање. После морав ја да наоѓам хлор гратис од холандска амбасада, инаку бил планот да два-тројца луѓе, деца да има стомачни проблеми, докторот да подпише... Много брутални, сурови. Ева сега и на локално ниво е брутална војна, да, и после 2 години со такви некои битки, јас се насочувам кон ова и после мораш ти да се расправаш со тоа и веќе ми беше искрено тесно во... И после отиде у Скопје, стана новинар. Да. Има уште една епизода пред новинарството. Јованов беше познат во јавноста по тоа што соработуваше со Миленко Неделковски во земјоделието, односно во сточарството. Да. Потоа што во козарството. Твој имот, твој ранч користеше? Сега таа соработка, тоа не е соработка, ама ајде, ќе го дефинираме и како соработка. Значи, ево 2004 основав фамилиарна фирма Natural Food, мислам дека уште и постои таа, затоа што имаме земја од дедо ми. И таа земја, јас сега сум некако, можеби многу идеалист, и јас сакав и фамилијата, еден фамилиарен бизнис, и беше планот од производство од млеко до целиот синџир до сирење, да кажеме, да биде затворен. И ја дојдов до степен на млекарата у Градба. Тоа веќе 2007-2008 и веќе доаѓа пак, сега како Миленко доаѓа. Он нели доаѓа 2006 на власт ВМРО, сега јас сум немал проблеми, јас не сум влегол у бизнис од СДС или ВМРО на власт било, ја влегол у бизнис како човек кој што нешто сака да направи за себе и оној имот да го стави и плюс јас земав под концесии. Значи јас отидов у тоа предпријатие за пасишта, они беа сректи дека некој ќе му плати концесија, дека некој има интерес. Јас земав 500 хектари околу езерото пасишта и шуми. Зошто 500 хектари? Мене не ми требаше, ама они вика дај земи го тоа една целина прави. Ајде една целина и го земав. Ја после сакав рекам. Само во Градско или? Не е тоа Подлес, од меѓу Градско и Подлес, тоа е 14 километри од Градско оддалечено.
сега запад иде, да. Подлес, Чичево, Подлес. Сега некој ако знае тој регион, да. И така да езеро спомна. Да, па има едно езеро таму. Да, има едно езеро. Да, Подлешко езеро сега се вика. И тогаш почнува некој, он не знам, имал намера да бара некаде каде да вложи во тој бизнис. Затоа што тогаш почна, јас кога ја основав фирмата не беа во тренд субвенциите. Со ВМРО дојдоа субвенциите. А јас од 2004 што се вика, ајде, ако ние така ги рачунаме периодите, у СДС време немаше субвенции тогаш. И он тогаш субвенции, он сакал нешто во таа област да инвестира и он видел кај мене, му се допаднало и почна мене притисуци, инспектори да ми доаѓаат, ова, знаеш, ако некој сака нешто ти направи, ти може да се исправен, ама мене еден инспектор у Велес ми кажа, слушај, не се малтретирај, така е кажано, најво договори се со тој човекот таму, затоа што ние пак ќе треба да дојдеме и пак ќе те казниме, не дека да. И така да крај јас веќе немав друго и го даде под кирија, го продаде? Не го продадов. Да. И после он, нели, и фирмата првен 30%, па после 70% и 100% му ја отстапив. И после тоа, нели, се пошта, нели, така јас сум Миленко, сум соработувал, соработката беше таа. Продавач и купуваш сега, да. А што да правам друго? Нели? После тоа стана новинар, каде прво? А ја новинар, ја пишувам... Заврши во Дневник. Да, твојата новинарска кариера. Да, ја прво почнав во Македонија денес, хонорарно. Се сеќаш на тој вестник? Милан Банов. Банов и Џоџа Ајановски. Да, и паралелно работев за ИВПР, како се каже, институт од Англија. Паралелно. Да, мислам дека имаш. И до 2004, после 2004, кај Геровски во Дневник, отидов онака само да прашам дали има можност, тоа беше јуни, он појадуваше, ја му кажав, он века нема место, и ја му кажав, му одговори на тоа, ама ја не дојдов тука плата, да правиме муаве за плата, тука ја дојдов само за работа. Тука си го фатил. И сега му е чудно се, што е. Не, ја викам, не барам пари. Ја само ајде, ако има некое место, таму сега и одмори се, ќе поштам, можеби ќе најдеш некое место. Ја после си почнав теми кои што никој не ги сакаше, рачино, едно друго. Да. И после така да тие теми стана интересни, на насловна отидоа, па после ме стави со дописниците на листа. Да, после 3 месеци некаде. Да. Иначе јас самиот си се финансирав. Што се ова за психологија на успех, како се пробиеш? Ќе отидеш на газда, ќе му кажеш без пари сакам да работам. И тука го фаќаш одма на парите. Тоа мене ми дојде тоа спонтано ми дојде. Ја сакав пишување, мене тоа ми лежеше и до денеска, ама ја мислам дека... Чека, Македонија сам си отиде или ти избрка? Не ме избрка, криза дојде таму. Таму имаше кавги. Денес и Македонија денес. Кавги, таму Банов финансиски проблеми имаше. Денеска има пари, утре нема пари. Значи, он денеска бил некаде со другарите и нема пари и на половина ќе им даде пари на тие што му се битни новинар, ние останатите ни вика нема, сега ќе ти јавиме. Сега доека ти јави, ти си бараш нешто друго. И ја кај у Дневник, ама имав и стипендија од Германија тогаш, така да јас имав ситуација да можам да се финансирам. Имаш излезно решение финансиски. И после тоа веќе се... Кое време од Дневник? Уредници, Блажевска, Коколанов, Геровски беше првен, после се случува купување на Дневник од страна на ВАЦ. Геро е уште уредник и на почеток, кога се сеќам, после станува Катерина Блажевска уредник. Да. И он, нели, заминува после пак Геровски у време. До кога си во Дневник? До 2008. Да. Кога влегува Камчев, не. Тоа време не. Чекай, во време на 2001 кај беше? За од 2001 бев тука у Македонија. Не, како новинар работиш? Тогаш бев 2001 јануар дадов оставка од директор
на јавното комунално предпријатие во Градско и после сум веќе во она транзиси, барам решение, оти во Скопје веќе од кај блискоста со Љубе Бошковски поради прва? Не, нема врска. Многу теми за Бошковски ги правеше за Љубе Бошковски, затоа што ја во Дневник кога работев, Јовано беше за специјалист за полиција, безбедност, поради Бошковски. Така. Значи јас секогаш сум имал некоја си национална ориентација. Сега јас кога беше Љубе Бошковски министер, мене ми беше антипатичен. Како министер. Не во времето на конфликтот, претходно. Со Пане Велев. Да. Но после тоа, он кога е во ХАК, јас го превземам тој случај во Дневник, како новинар. Ама стварно толку убаво го работев, конекции имав со адвокатите во Хрватска, овде со неговите поддржувачи, имаше здружение, Мане Јаковлевски. Студењето го следеше. Да. И во Босна беше после што ја ангажира, таа беше позната адвокат, заборив како се. Да. Ја веќе не сеќава. Не се сеќавам сега. И ексклузивни информации од судењето. Да. За Бошковски, за Торчуловски? Не, за Торчуловски не толку, тоа ми беше периферно. На маргините. Добивав, интересирајќи се за Љубе Бошковски, ги добивав тие. За Торчуловски беше повеќе кај една колешка, мислам. Така, да. Ја бев специјалист за Љубе Бошковски. Ти стана симпатичен после? Да. Бошковски пред тоа ти бил антипатичен? Да. Па ми беше антипатичен затоа што, гледај сега, од весниците слушаме, афери и така натаму, сега тогаш други информации сум имал, друго размислување, нели, ние ги градиме ставовите во околностите во кои што живееме, врз база на информациите што ги добиваме и така натаму. Сега ние ако ги споредуваме Љубе Бошковски па со другите министри за внатрешни работи, што сега да не ми е Хари, па Костов посимпатичен. Така да. За симпатичност, за симпатија. Не, у смисол за работата како министер. Нема, многу брзо ти стануваат несимпатични луѓето, затоа што после Дневник, јас се сеќавам на тоа како успеа да се доближиш до Заев. Доаѓаше некои средби, кај што правевме брифинзи, и пак истиот концепт, bona fide, и ти беше... се нудиш и влегуваш, те става во... Тогаш и Заев немаше многу избор во опозиција, немаше куќе да врзеш таму на Бихачка. Бега, луѓето се плашеа. Груевски беше премногу јак, брутален, суров. И ти беше сведок. Те прифатија таму. Околу симпатиите и Заев многу симпатичен ти беше, па после тоа се раздали со него многу антипатичен ти стана. Управо си. И ти беше сведок. Кој време, значи, Дневник заминуваш и... После тоа, од 2008 пишувам редовно колумни, во време, после имав еден свој портал, па имавме студио овде, за едно радио правевме програма во Австралија, значи секој сум бил активен. И после тоа 2013 на средба на која што и ти беше, Заев беше таму, имавте вие традиција новинарите, оние кандидати за председател на СДСМ, да ги викате и им поставувавте прашања. Ја бев тогаш случајно во Македонија и дојдов. Во Манда. Во Манда. И ти беше тогаш и ти беше модератор на тоа. Сега он претходно нели бил и Иванов, Шема. На таква средба. Јас кога бев беше Заев. Не беше таа средба, да не бев јас тогаш, немаше тоа се случи. И ја на Заев тогаш му нели сите имавме право нешто да кажеме и прашања поставиме. И Заев ме слушаше и ми рече мене, па ти добро ли размислуваш така, мене ми требаат луѓе како ти што размислуваш, така некако ми рече. Вика, еве ти имейл адреса да ми се јавиш да ние се видиме. Која е имейл адреса? Градоначалник Струмица Gov.mk, така. Градоначалник, да. Му пишав, ја после пак во Германија се вратив, тогаш одев често. А ја тогаш планирав да во Минхен на универзитетот нешто да почнам и бев во преговори.
со една професорка таму. Сега што се дешава, он ми вика, па тогаш, ако така, јас ова го прочитав, овој концепт што ми го испрати ти мене, ја му испратив еден концепт како ние да дојдеме на власт и како кој ќе дојдеме на власт, како да ја управуваме државата. Да, и стои тоа уште у мејл, ја ги имам зачувано и дури сакав да ги објавувам, ама нема време сега за сега и сега веќе не е интересно. И се договоривме, тоа беше август 2013. И ја бев така во тоа неговиот експертски тим во блиски. Нема функција ја во СДС, туку имав како стручно лице, ајде така да кажеме. Да, и анализи да правам, аналитичар. Да. Беше ли член на партијата? Да. Се зачини тоа или цело време се учи? Да кажам, ја прв пат се зачини. Колку партии имаш след? 1993 мислам. А уште тогаш се? Да, ама после тоа се изгуби тоа. Ниту ме ажурирале и ја после ниту се ажурирав. Ја бев у СДС, само ја најдов та книжката некаде во мајка ми ја најде и реков дај да му ја покажам дека еве, а не ми бараше тој мене тоа. Туку ја му кажав дека нели сега сепак сме таму. Ама ја оти заев тогаш, ти викаш дека ни куче не сакал у партијата да влезе. Зошто? Затоа што ја заев тогаш го гледав поинаку. Он беше еден од успешните градоначалници, барем така беше во медиумите прокламиран. Ја мисля дека добро, сега не мораме ние сега да очекуваме нели од тој што е претседател и иден премиер да биде идеален. Ама ние ако го обкружиме него, нели се обкружи со луѓе што ќе му помогнеме, он така се не убедуваше, нели, и тогаш на тој разговор дека баш се сеќавам имаше дебата за здравственото осигурување како да биде направено. А од тоа кога стана премиер ништо не направи. Така да ја после се разочарав. Зошто? Затоа што кога почна таа шарена револуција, ја бев против тоа, бев против објавување на снимки, затоа што мисля дека тоа е штетно долгороčno за државата. Ние не сакаме како опозицијска партија да ја рушиме државата, туку треба да ја симниме една партија од власт, а ние да дојдеме не на власт, да можеме да ја управуваме државата и одговорност да преземеме. И до 2015 во ред функционираше тоа, ама после 2015 кога тие снимки кај него дошле, па он кога ги планираше, он се двумеше долго време. И ја бев на страната за да не се објавува тие, туку се однесува како да си уфрлен елемент од кај Груевски. Така, тоа може и така да се прецепирало кај тие што беа запалени, што не гледа ништо пред нив, само Грујо Пастеро да го нема и така натаму. Грујо и Пастеро да го нема, не е тоа тешко, само мојата концепција беше да направиме убав тим, а не тие што беа, значи други луѓе, тие може да бидат у позадина и со поинакви политики, јас сите анализи ги направив. И таму тргна бесплатно, после те плаќа? Не, ме плаќаше. Од првиот ден. Аха. Да. И тоа сум задоволен. Тоа како од кај му се парите не прашував, а и што ќе прашуваш. Нема одговор за тоа и не се ни прашува. Прислушуваните материјали беше вклучен во анализи, во прислушување, селектирање? Не, тоа го одбивав, он ме прашуваше некојаш дали што мислиш за ова, што мислиш за тоа, јас реков не, се сеќавам баш. Аудио или транскрипти ти даваш? Едно аудио за гатачката, али што беше тоа? На Груевски, да. Ја му реков ова, ама нема ефект. На Даниловски и супругата. Да, министер за здравство, што беше. И реков дека нема тоа ефект. Пола луѓе овде веруваат во тоа, така да... Поентата Груевски користи гатачка да искористи? Да, нели сега, тезата е тоа, капка по капка, ќе го срушиме, нели, брегот се руши. Тука, овде, таму, овде бајачката, таму водно, ваму становите, појма не, нели, што се не може, ама се установи дека се манипулирало со снимките. Така беше? Што имаме ни полза денеска од снимките? Ајде, кој криминал се рачисти благодарение на
фактите од снимките. Имаш се ја работеше? Не, ама еве да речеме тој човек заврши во затвор, парите се вратија благодарение на таа снимка. Зборуваш за Боричани кој што требаше да врати. Да, на таа снимка. А иначе да се стимне власта, тоа послужи, да. Ама и тоа не не мислиш ти дека беа сечени, лепени или монтирани? Па се покажа тоа. дека не се веродостојни. Не. Снимките се веродостојни, ама ти треба муабето целиот да го прикажиш. Јас знаев дека Грујо за оно е убиство или не убиство со намера на детето на площадот. Мартин Нешковски. Па не беше тоа. Грујо викаше нели и Гордана, после кога ги слушавме целосно снимките, тој треба заврши до затвор и така. Не го прикриваше он. Сега ако биме реално. Ама се прикриваше генерално. Да, можеби за партијата да се, ама он не го не знаела. Или знаел? Не, знаел, само он беше прикажано од Заев дека он го штител овој телохранителот. Спасов од Штип. Да, а он викаше Груевски у снимката, не, тој треба да заврши до крај 20-ка, како беше, нели они пежоративно 10-ка со кромит, па 20-ка со кромит, како беше она, да си добие. Не сеќавам добро, знам дека Гордана зборуваше за тоа. Ама не е ни битно тоа. Со протогер мислам дека. Битно е дека снимките не доведоа до очекуваните резултати. 2016 декември мислам дека се ги користеше како докази, доста кривични дела, судски процеси се базира на нив и, например, ама за уцена. И Груевски, и Мијалков. Ама за уцена. Се зборувам за завршници судски. Завршница нема, нели Мијалков се ослободени. Лежиш. Колку... Се уструга малку по-нежно, така. По-нешто. Ама нема ни бројча ништо. Така да, таков криминал, на таков начин да е објавен. Веројатно не мислиш и ти дека жолти комбиња, странци, дека не прислушувал Мијалков УБК, туку тоа е наметнато. Не. Ги наместиле, макар што и тоа е проблем. Не, прислушкувано е во Затоа што МВР. Тезата на и тврдењето на СДСМ беше дека првиот период биле на удар да се прислушкуваат новинари, јавни личности и опозиција. После тоа како поминува времето, ги фаќа параноја и почнуваат и меѓу себе да се прислушкуваат во последната фаза. Така, али Столе, мене не ми е сега целта ние да одиме во парцијално која снимка шо како, мене ми е генерално големата слика, прислушуваните материјали сепак не му доведоа на СДСМ тогаш во 2016 да извојува јасна победа. А колку беше? 48 со 57. Или 52. Не, 20 беше. Добро. Ама не беше победник. ВМРО имаше повеќе пратеници. Немаше. Сега политиколог си знаеш дека еве и во Словенија Јанше не победи сега. Чекај сега. Голоп имаше повеќе пратеници, па Јанше формира. Ама сега влада. Тоа не е пресудно. Ама што сакам да кажам сега као политиколог. Не, што сакам да кажам. Ти имаш толку снимки, толку си ја отстранил власта, и сепак не можеш да победиш. Зошто не можеш да Зашто власта може би добро плаќа, корумпира, се пазари. Што луѓето сепак те гледаат и тебе не е многу подобар и твојот тим од тие што се на власт. Ајде подсетиме кој беа негов кадар за земјоделие, како се викаше тој? Него сакаат Груевски, ама нема целосно добро од тебе. Па немаше, кои глупости се исполна кажа до 2017 и после Стварно си му рекол на Заев ќе ги изгубиш изборите. Да, у август. И тоа на база на изборите беа 2016 крајот, така. Да, у август му реков дека и погодив, промашив за некаде 7-8 милиони гласови. Ја во гласови му кажа. А они беа убедени дека ќе растурат. Они, сега он интимно, ние сите му доставувавме своји мислења. Сега, например, моето мислење, мојата анализа беше таа. Јас не дека од несакање, сакање или симпатии, не симпатии, така, јас сум му кажал моето мислење базирано на овие факти
истражувања, вкрстени, резерви и така натаму, ми покажува дека ние сепак нема да победиме, затоа и ја му кажав, ако сакаме ова да го направиме, овој минус да го ставиме во плюс, треба да размисли за други имиња на претендничките листи. И он се наоти. Ти ќе ми правиш мене кадрска политика. Јас не правам кадрска политика, тоа се покажува рефлексот од јавноста. Сега тамо те избрка или си замина сам? Не ме избрка, туку беше онака маргинализиран. Не прашуван. Митко не е веќе релевантен, не ни служи. Ама релевантен. Кој сака ти да слушни вистината? Никој не ја сака вистината, затоа што него му кажуваат од сите страни дека ти ќе победиш, он се фалеше, ја располагам со 3 милиони евра и ја ќе победам. И стварно така е испадна, нели? Он рече дека и како беше, и шугато и рогато све ќе стави во една, и како е, и дури онака е рече, сите ќе ги пореди. Па нели он знае, ако не било со 1 евро, со 2 евра ќе биде. За изборите беше се во СДСМ. После изборите, пред да се формира владата, си замина. 2016 во пред 27 април не гласав намерно, затоа што бев толку револтиран од кадровската политика што беше поставена во СДСМ. Ма да не ти станал Заев антипатичен затоа што не си бил у неговите кадровски планови. Не. Може би си сакал министер да бидеш, па не ти... Не, јас, ако мене ми се изналутија многу пријатели, затоа што јас моето мислење во СДСМ го кажував и веќе се дистанцирав од Заев. Ја бев многу наивен, столе ако јас лично за мене сум размислувал и како други што размислувале, ја сум во СДС и гледам пред мене секретарка, кола, канцеларија, функција, пари. Јас гледав историја да направиме. Мене па тоа е мојата слабост. Јас сакав нешто, чекај бе, ние дај да направиме. Сега кога си во медот, ќе добиеш нешто. Ама ја па не сакам милиони мене. Не ми треба сега. Јас ако сум станал министер и добро ако сум сработил нешто, ти имаш 50.000 евра, ќе ти дојда со награда, со ово, со она, ќе ти дојда, немаш трошкови како министер. Ама нема милиони да правиш. Сега реално да правиме муавет. И сега он ме планираше мене, ми викаше ти Митко си за министер за труд и социјала, затоа што јас секогаш и размислувам за работнички права, тоа ми беше мене стварно така, и он викаше ти си за тоа. Јас му реков, прва работа што ќе направам, реков, ќе ставам крај на питачењето во Скопје. Не можам да ги просјачења, не можам да ги гледам децата по Камен мост, тоа се решава, ама се решава, сега да не навлегуваме у тоа. Викам, тоа ми е прво што ќе го направам. И после тоа, кога јас имав други размислување за објавување на снимките, ја му реков, добро, тоа е материјал добар. Имај си го ти во джеп. Ама ние да направиме добра кадровска политика, не мора да објавиме. Ти во средби со Груевски можеш да го користиш тоа, ама немој сега јавно, да. И после тоа кога ти се освети тебе и ајде сега да не навлегуваме во тоа, и после тоа нели ме тргна на страна и он ми рече, вика, Митко, слушај, ти си веќе трети ешалон, јас те рачунам. Да. Веќе 2016 преку лето и он веќе, нели, вика да немам проблеми, оти сега идат кај него, се жалат од мене. Затоа што јас гледам какви соопштенија глупи пишуваат, какви интервју даваат, и јас секогаш му реагирав. Добро, се фрсина на интервју, на што ќе збориме? Така ли се збори? Дај, нека се подготви. Немој така, губиме. И он сега, се слуша. Ќе кажеш така, па со друг ќе кажеш и си создаваш непријатели. Пред владата се формира, си замина. Да, 2017 јануар. Пред празниците. Не сакаше да те ангажира во како премиер, советник, затоа што ако се бил советник, имаше такви. Можеби немало да се случи интервјуто за БГНС. Да. За БГНС. Сашти народ сме, Бугарија. Не, од мене. Не ме разбра, значи, ако си го советувал, можеби
Отпосле он, не, он тоа е он. Ја му кажав дека ние со Грција треба поинако тоа да го решиме. Ја тоа многу и тука се разминавме. Ја не бев за тоа. Ние требаше да се издржиме јако, да, ние требаме на НАТО, ќе го притиснат Грција, ние ќе направиме пропуск. Мојот концепт беше да биде промена на името Македонска република. И го имам напишано, тоа уште стои некаде архивирано кај мене, како што е сега, како да ми текне во Јужна Америка, и дури се повикува Фионице Хеленска република во уставот. Ние се запишиме Македонска република, значи Јужна Америка има Боливарска република, Венецуела. Има Гоцеделчевска република, Македонија. Не, тоа не, глупо е тоа. Не, ја сакам, значи Македонска република, има и како Република Српска да биде. Како Репаблик, Хеленик Репаблик, што е Грција. И ние, што значи тоа? Ние атрибутот на Македонија, Македонија зборот ставаме атрибут. Македонска република. Немаше ние ништо изгубиме. А Грција исто ќе прави и разлика. Значи тоа беше фин предлог и му реков да не отстапиме од ова. Не ја зема целата територија, нема монопол. И плюс беше компромис перфектен. И реков да не отстапуваме од ова. И јас се воздржав да не го објавам тоа преку колумна, за да не му нарушам него. Стадион. Емисија за вашата вистина. Го слушнавте првиот дел од интервјуто со Митко Јованов, поранеше новинар и сега политиколог вработен во германската администрација во Штутгарт. Што да одвеам овој дел? Мене најинтересни беа деловите за Заев, Бошковски, Миленко Неделковски. Меѓутоа, еви ова да го кажеме, Јованов сака да се врати, да се кандидира за претседател на државата и предлага смртна казна за финансиски проневери и предлага големите компании како Телеком да се национализираат. Профитот што го прават овие компании да се распределува на сите граѓани, а не само на оние кои што се капиталисти и кои што ги трпаат, што би рекле србите, своите джебови на грбот на граѓаните. Сакам, пред да се вклучи некој од вас, 032-397-707, 397-727, локал 104, да кажам нешто за ова што се случи со Аргентина и со Зеленородските острови. Изводра е надпревар таков, оддавна не сум гледал. Аргентина 3-2 победи, тоа по продолжението 30 минути. Едва и некако поведуваше, Зеленородските острови изедначува. Ја користам оваа ситуација од светското фудбалско првенство за да потенцирам дека мал си толку колку што си аутсайдер имал во главата. Ако си храбар, дрзок, ако имаш самодоверба, можеш да се бориш против секого. Можеш равноправно, па дури да дојдеш до ситуација светска историска сензација на фудбалските светски првенства да продуцираш. Да се бориш против еден фудбалски джин како што е Аргентина на чело со Лионел Меси. Значи им честитам. Знаете, голманот кој што фати неверојатни удари на Меси, слободен удар, значи 100% сигурни голови, ги фати. Тој голман брани во втората португалска лига. И кажа во изјава дека му пришол. Меси му рекол дека е најдобар голман и дека неговата држава, неговите сограѓани треба да се гордеат со него. А тој му возвратил на Меси дека е најголем, му побарал дресот кој што му бил даден после тоа во соблекувалната. Не ги подценивме, знаевме дека ќе играме тежок меч. Тоа е изјава на Меси.
го имаме негубавиот гол на светското првенство. Сидни Лопес Кабрал. Скалони, селекторот на Аргентина, вели сите мислеа дека овој меч ќе биде прошетка во паркот за Аргентина. Па дури има и наслови: Меси и другарите се спасија од голем срам. Зеленородските острови со спектакуларна игра и со спектакуларни голови ги освоија симпатиите. Дури Guardian посебен текст на овој надпревар му посвети. Пишува како воопшто да се раскаже надпреварот меѓу Аргентина и Зеленородските острови. Аргентина по 120 минути драматичен фудбал со 3-2 ги елиминира Зеленородските острови во осмина финалето на Мундијалот, во меч кој Guardian го опишува како класик за паметење. Актуелните светски шампиони два пати имаа предност преку Меси и Мартинес, но храбрата африканска селекција се враќаше во игра, оставајќи впечаток дека е близко до историска сензација. Како воопшто да се раскаже оваа приказна? Замислете, 120 минути постојани удари, пресврати и епски моменти, пишува Guardian, опишувајќи ја средбата како мешавина од хаос, драма и врвна фудбалска уметност. Режија, дали имаме слушател? Ало. 032-397. Ве слушам, повелете. Добар ден. Па го следам интервјуто, ништо ново. Она што ние граѓаните од овдека сме го побарале веќе во поодамна, сега господинот го преточи во етер. Мислам сам ради неговото звање по-друго звучи. Ако се сеќаваш добро во поранешните емисии кои сме разговарале за изборите во Македонија, се тоа веќе беше предложено и повторно го предлагам, не, меѓутоа гледате дека зборот на граѓаните не се слуша. Еве сме сега после последниве избори договори или преговори се ги правеле во врска со изборниот модел. Јас можам да речам само дека победи албанските партии. Зошто победија? Затоа што они се остро се спротивставуваат на моделот една изборна единица. А знаат и зошто. И сите го знаеме тоа. И сега во интерес на коалициите, македонските партии подклекнаа под нивниот ултиматум и едноставно го пречутеа тоа. Едни од финансиски причини, други од идни политички реперкусии во коалициите. И затоа, ако се сеќаваш убаво, ние предлагаме да одиме на референдум за овој законник. Гледате дека нашите политички партии не се способни да донесат квалитетен закон кој ќе биде во интерес на граѓаните и оно што го бараат граѓаните. Сега се покажува на дело. Гледате, они си ги делат, нив ги интересираат само парите, а не благосостојбата на државата. Едно зборат, друго прават. Нели ќе се борат против криминалот, нели ќе борат против ова. Гледате, сега некој нов советник се поставува во владата, човек кој се спасил благодарение на измените на 3-4 од кривичниот законник. Епа, чекайте сега, ако се бориме против криминалот и корупцијата, тогаш каков е примерот што поставувате луѓе што веќе се спасили од кривичен погон со, да не речем, со сумнителниот измена на законот? Има ли тој што го предлага тоа морал, етика, кога веќе предлага кога збори? Меѓутоа, пак е тука народот изигран или, да не речем, свесно го голта тоа на доказ. Еве или тврдењето, пазите тврдењето дека он ги изголемил пензиите 7.000 денара, што мислам дека е лудо вам памет. Прво неговото зголемување е 5.000, второто, тие другите 2.000 се врзосува на тоа што се граѓаните оштетени со законски следува. Ајде сега да видиме колку ќе биде согласувањето оваа година на пензиите, сега во август, согласно законот. Гледате, за една законска обврска некој си ја прави како лична, да не кажем, желба, дека он дал, а не законот. И од тие причини мислам дека она што гледате како дојдовте напана на моето, што го викам, сега знаете, во една ќе излезам како Љупчо Георгиевски еднаш кога кажа ви велев јас, се сеќавате на негова реченица, така и сега моето ќе дојде ви кажував јас, ви велев дека на државата, во државата треба да се прогласи стечај, да се донесат стечајни управници или меѓународен борд,
кој ќе контролира. Едно 10 години треба да се распусти парламентот и сета политичка болумента во Македонија, за да се средат некои работи, за да можеме да идеме на некои нормални граѓански избори. Бидејќи вака веќе не оди. И сега... Мене, знаете што ме го кажав тоа на почетокот? Кај се овие малите партии кои што цело време зборуваат за една изборна единица? Значи, на турците, на ромите и етничките овие помалите заедници. Цело време зборуваат зошто сега тие 10.000 амандмани да рипнат, да скокнат и против ВМРО и против СДСМ. Ама ја го и да го блокираат додека не почне да се разговара сериозно за една изборна единица и за отворени листи. Ги заборавија тие работи. Пак ја го кажеме ке. Тоа е оне во финансискиот дел. Знаеш, народот припаќа едноставно да гласа и ја припаќа, да не кажам, фразата дека некој ги изголемил пензиите 7.000 динара, а не дека тоа го следува по закон, дека тоа е негово граѓанско и законско право. И сега ние тој човек го величиме, го правиме, го ставаме на пиедесталот. И тука лежи проблемот. Така и малите политички партии, во интерес на личните интереси за парите што им се ветуваат зад кулисните игри, тие едноставно го проголосуваат. Еве, Зајкова може да го направи, она е најгласна. Може, ама гледате, она отиде сега со блокот што треба да го руши, наводно да бара промени во език. Трајанов цело време зборува за една изборна единица. Чи можат нивните пратеници, Зајкова е пратеничка. Не, еве да прашаме Нека напише 10.000 амандмани, филибастерингот функционира за овој закон. Ама Столе, еве треба ти како новинар да праша Зајкова што бара она на тајната вечера на СДС. На крилото на овој на вечера. Зошто имам и за тоа ставки, го кажам сега. Не треба СДС веднаш амблок одма да се брани. Тоа може да биде и шанса, не треба толку нервозно да се реагира. Значи она гледате го си го гледа својот личен интерес и преклонува кон блокови каде што си ја гледа својата личниот интерес, можеби својот или да не кажам на партијата. Зашто едноставно она како политичар кој јавно демонстрира ставови не земе да речеме да ја рекламира партијата и да она како мала партија што викаш ти да се залага за за таа една изборна единица. Кога почнав кажа дека албанските партии се победници, па да, нивната желба е они се секогаш против една изборна единица. Зашто? Затоа што ќе се докаже онаа теорија дека они не се 20% како што тврдат. Да, они вака черува затоа што... Добро, за време на пописот поради познатите случувања. Ама пази, ја не знам кај нас се создадена конфузија, многу помобилни беа албанците во диаспората. Тоа е факт. За да се попишат отколку нашите во диаспората. Ама ја тоа да не се случи така и со изборите. Не, ја тоа го зборам си вчера кога сум дискутирал на телевизиите во врска со гласањето на диаспората, реков како секогаш за албанците нема проблем и да се попишат по интернет, за македонците секогаш имате проблем да се попишат или да гласаат, морало да гласаат македонците по интернет. Па што не се попишава тогаш по интернет да ги прашам? Кога праќавме емисари да гласаат по ДКП-ата и тоа им беше тешко. Ке се пријават, да не речем 4.000, ајке карикирам со бројки 2.000, на гласање ќе дојдат 500 души, а вие се пратиле трошкови сте направиле, затоа што мислите дека со тие 2.000 се исполнува некој цензус. А ја се вратам за избори. Зошто Уставниот суд не реагира сега по слободно убедување во врска со изборниот законник со изборните единици, затоа што во шеската можете да станете избирач пратеник со 5.000 гласа, а во тројката ви треба 10.000 гласа. Каде е тука законската рамноправност и еднаквоста пред законите, сакам да прашам? Каде е Уставниот суд да реагира за таа неправда? Или било која партија од македонските партии да поведе постапка пред Уставниот суд? Нема. Тоа е тоа знаете на личните интереси. Али затоа е овој народ толку лесен да го влечат, да го возат. И ќе го возат уште многу. Еве, постено и ќе завршам. Добро, што треба више друго да се случи за овие политички партии да сватат сериозноста во која пропаѓа државата? Гледайте, затвараме школи. Ма не е само во Источна Македонија, имате и во Битолско таму кај беше во Новаци. Паѓа бројот на наталитетот. Значи белата чума веќе го зима данокот. Расте бројот на иселеници, бројот на разводи и се комплетно. Расте бројот на зимање бугарски пасожи. Што треба друго да им биде звезда водителка на овие наши политичари да преземат некој драстичен чекор за нешто да спасат државата и нацијата, ако толку се борат за државата и за нацијата. Уво ги боли ме, пријател. Уво. Како и некои поединци што се правиме дека сме големи патриоти. Само гледаме личниот джеп. Тоа е проблемот. Толку пријатно.
Благодарам. Другата линија ако е слободна, ако е активна, 032-397-707, 397-727, локал 104. Еве го и мојот коментар за разговори за едината. Игор Ивановски Шема, професорот, и Шема е професор, Предраг Трапевски, Наско Насев, Славјанка Петровска, 20 на луѓе се собраа, Велковски пратеник од Ацевски, поранешните пратеници. Мислам дека не треба само така нервозно да реагира на оваа иницијатива Едината на Македонија. Сите тие кажа дека промовираат платформа и дека не станува збор за нова партија, како што СДСМ веднаш врати, знам, 2-0 и како беше. Разговорите за едината во 12:05. Значи веќе е доста, ама мора да се преземе нешто во 12:05 за подигнување на нивото на општествената дебата. Времето на часовникот е символична порака дека веќе е доста, но не смееме да дозволиме да стане предоста за Македонија. Филипче вели дека е фейк. Јас не би реагирал така, јас да сум Филипче, би ги викнал, не мора по хотели, по сали да плакете тамо, дојдете кај нас во СДСМ, имаме голема сала, повелете, разговарајте, дебатирајте тука, вашите идеи ќе бидат имплементирани во нашата програма, во развојот на партијата, во развојот на социјалдемократијата и во крајна линија во развојот на државата. Значи не потребни се тие нервози, секои нови идеи се добре дојдени, секоја дебата е корисна работа. Јас мислам дека ова како и да го викаат, нели, ДОС, демократска опозиција на Србија, тоа беше примерот. За мене повеќе личи демократска веќе ако зборуваме опозиција на Македонија. Дом, ама ќе се скараат со дом заради копирајтот, заради името. Многу добро личи демократска опозиција на Македонија ако веќе се обединуваат против ВМРО-ДПМН, против Мицкоски. Велам дека не треба таква нервоза, затоа што еве и ВМРО-ДПМН, Мицкоски која беше лидер. Имаше реформатори. Јанчев, актуелниот градоначалник на Кавадарци, скокна, сакаше да биде лидер против Мицкоски, против раководството тогашно, па и сегашно е поголем дел на ВМРО-ДПМН. Па беше исклучен од раководството, не од партијата. А и порано имаше, мислам дека Шекеринска, Демос, како се викаше, исто така една ваква иницијатива пред 10 години јавно презентираше. Мислам дека и Фршковски на времето имаше еден така дебатен клуб кој што се викаше Платформа, колку што се сеќавам. Значи не треба толку нервоза, затоа што овие доси, како да се викаат, или дом, може да им помогнат на опозицијата, да ги соберат сите оние постари кои што не се задоволни од СДСМ, оние кои што се абстиненти и после сите заедно против ВМРО-ДПМН. Не мора сите да бидат примери како НСДП на Тито Петковски со ВМРО-ДПМН, како знам на Максим Димитриевски со ВМРО-ДПМН. Тоа можам да го кажам, малку поспокојно и нека се даде шанса на дебатите на различните мислења, на различните решенија, предлози за еднината не само на социјалдемократијата, туку на македонската држава. Добар ден, ве слушам, повелете. Добар ден, поздрав од Битово. И тоа е вака да преку фудбалот, како што почна ти, да се вклучиме во дискусијата. На ксистина-чешната такмица на Ја гледав и воодушевен бе. И јас. Исто иако фан сум на Аргентина и на Барселона, ево да кажем. Баш преку Меси. Најповеќе. Значи се докаже дека нема повеќе големи мали репрезентации. Значи има само играње со срце или и гинење на терен. Како што ако го пренесиш тоа во политиката, нема повеќе заблуда е дека има големи мали партии. Имаш само добра понуда или лоша понуда. Мала партија тоа значи дека и мал се члено имаш, ама не значи дека народот, големиот народ не може да се гласа ако имаш добра понуда. Ние сме научени дека членоите 100% ќе гласат за тебе и са многу члени сигурна победа. Нема да значи. Тоа е едното. Иначе ова да го
подсетим овој новинарот твој како може да не памти тие работи, значи победата беше 51 на 49 за 2017 година. Ако па следуваше она срамното прегласување во ТРЦ, се сеќавате за тој некој си лажен подпис. Потоа имавме дури со 70.000 поклон албански гласови од ДУИ, каде шооџите лобираа за СДСМ, Заев не успеа да ги освои оние толку барани 80 чисто нивни гласови. Ако тие ги освоја, тие 80 гласови во собранието, немаше да се случи ни упада во собранието. Името ќе беше експресно решено. Бугари во устав и се што требаше ќе беше завршено во рок од 2 години. Така и се надеваат тие дека ќе го нокаутират ВМРО и преку и Груевски и дека ќе шамарат се лево и десно и да расисполнат желбите на странците. А иначе ова што вели другарчето од Радишани, овај јас како што си го викам вештачката интелигенција од Радишани, да дојде странци. Па ние странците не се ни сеодени од тука, бе, пријатели. Ние нон-стоп работиме према странците. Име, уцени за се живо, се тука се тие. Таму само не остават да си ги скрадиме работите меѓу себе. Уште раните 90-ти сега за едни исти фабрики да мора да ја продаваме душата за да дојделе тие тука да инвестират кај нас. Иначе ако се вратиме направивме грешки катастрофални како држава и народ и сега странците ќе дојде глата ги фати некој странец да дојде нас да не суредва тука. Ајде не се да не свати кои странци. Ќе ги испустиме и странците, ако дојдат и ќе ги испустиме во рокот од 6 месеци, ќе направиме крај арами невиден. И сега што спомнуваме за изборите. Јас стално сум велел дека кај се проблемите. Да нема втор круг и цензус. Зошто? Сите неуви работи, сите нечестни работи, сите уцени, кражби, тепачки што се прави во вториот круг. Каде што имало најмизерните работи, лажен сојуз, сега ако гласаме ние, дојдете гласате кај мене. Не, еден круг. Се во еден круг, па ти седи дома, калкулирај за вториот круг. Ако сакаш да победи миленикот твој, треба да излезеш. Втор круг сега има само за претседателските и за градоначалници. Другото се е во еден круг. Малце ето, зошто ги има за градоначалник втор круг. Веќе излегват како што заокружуват за советници, ќе заокружат и за градоначалник. Зошто е потребен тој вториот круг? На кој му требате? Што е тоа додатно пребројување? Абе завршно со секој излегвање, па ти затотион. Па ти седи дома, како едниот ден ќе гласам за советник, па вториот круг ќе гласам за градоначалник. Зошто? Нема потреба од тие трошоци и емоции. Значи, калкулациите што се праја, лажните сојузи ќе тргнеме тие работи. И друго едно, многу битно. Никој па досега не имаш донесено гостин да му дообјасни на овој народ, затоа што се направи фама околу таа една изборна единица и со отворени листи. Да му дообјасни што сето тоа значи, затоа што се убедени со тоа дека јас ќе си гласам за тој што сакам. Точно, ќе си гласам за тој што сакаш. Тој што го сакаш ти исто партиски човек клаен од партијата. Тој не е некој братче, твој брат, во кој што ти имаш поверение па ќе го гласаш. И тие се партиски луѓе. Со тоа што тие таквите од малите места никогаш нема да имат шансата како што да добие гласови, како што ќе има некој од Скопје, од Битола, од големите градови. Джабе ти ќе навиваш за тој од твојот комшијата во кој што имаш поверение. Ама се направи на фама затоа што никој не му објаснува дека отворени листи за сите исто да биде гласан. Нема такво нешто. Нема такво. Има само да се надеваш дека ќе избереш честна гарнитура кои што ќе работат за државата, а не за себе. Во тоа е проблемот. Кај нас моралната вредност е проблем на пратениците. Не е важно ти на кој начин ќе го избереш, како сакаш избери го. Или овие независните. Како то независен не одговараш пред никој, одговорност пред никој независен, а од твој глас зависи паѓање на влада или обстанување на влада. Може да замислиш колку милиони се во прашање го треба пример ВМРО да остани на власт, а зависи од гласот твој. Што мислиш, колку пари ќе инкасира тој едниот независен, а од него зависи се. Значи, тоа се небулози невидени. Ние патиме од нечестни политики. Не веруваш на зависите, ќе дојдат они и после тоа
Што би рекле нашите од Штип ке товарат магарето. Ке се договорат со големите. Ама тој не се плаши, тој нема членство да се плаши да излези по улица да учи шо правиш ти, ние едно се договарам, ти друго правиш. Ние имавме тешки партиски луѓе и пак терае по своје, пак си ја без страф од членството. Сети се по Муковски, по тие работи, оне истиот Муковски што денес никој од нас не знае дали го натера некој да отворите вратата или него иницијатива беше. Тука се крши сето тоа. Добро, и сега го имаме тоа прелевање. Еве, Демократската партија на турците со ДУИ во коалиција влезе во парламентот, сега влегува владата со ВМРО-ДПМНЕ. Можда е најдобар, ја да ти кажам, најдобар грчкиот модел. Во Грција на победникот му се дава 30 плюс 30 негови и пратеници. За да може победникот... За да може комото да формира влада. Така, ти сега идиш во ситуација, правиш коалициона влада, кај што за да ја направиш та влада, ќе ти ги земат 2-3 министерства, кај што си ти најак и ќе ти речем, ако сакаш да направиме влада, дај ми ги тие министерства. А ти се надеваш баш на тие министерства дека ќе ти бидат ударни. И влегуваш во таков еден круг кај што може да ти изиграт, да те направат, а страмо го јади... Еви актуелната реконструкција мора, за да го земеш здравство, треба да даеш култура, политички систем. До вчера го колне, овој како може фама беше, како може албанец да му дајте да го води здравството. Денес тива требаше да го стајте. Сега обратно, друг удар имаме. Како може правда на албанец да му дајте? Немаме поверење во него. Види се неш како народ... Па, тие се работите. Таму кај што мислиш дека си најак, ќе му го дајш на друг и зависиш од работата негова. И цел стравиње на тебе. Така да, донеси гости нека му објасни дека нема лесен изборен и гарантиран лесен изборен модел. Има само да се надеваш дека ти избериш прави луѓе кои што ја сакат државата. Ти ја спомнуваш Зајкова. Од кој причини одиш до жена таму ти. Ти треба пратеник по пратеник со добра понуда да стигнеш до една позиција кај што ќе можеш стварно нешто ново да му понудиш. Вака има шо се... Па добро, видите, овоа него гледаме ние само како СДСМ. Имаше и Гајдов е тамо, Пепе Југовски, адвокатот Давидовиќ, ако зборуваш за платформата Разговори за единет. Ама тие со таа платформа велиш против ВМРО. А против ВМРО можеш да одиш само со некоја конкретна понуда. Ти ако излезеш пак и да му велиш дека само бугари во устав и ништо друго, ти сте на старто порти во 7 и 5 веќе ги имаш изгубено изборите. Че не можеш така. А тие си се групираат, имат осетено дека може да ќе направат некој преврат, да стигнат до позиција за власт и затоа таа Зајкова се лепи таму. Или да се пазарат за пратенички места, после да се здружат. Па то ти зборам, затоа што ти, ако сакаш да добро, сега, таму има постварени луѓе, професори, не знам. Ајде да веруваме дека искрено им се намерите и нас. Филипче кој се брани од нив и на платформата. Ама која е та искрена? Шо е понудата? Понудата конкретно е... Немаме доволно информација, ај нека излезат во јавноста, само содржината е присутна и ликовите. Нема кој што зборувал, тој Четам Хаус, тој принцип. Ај наредната недела веројатно ќе почнат да излегуваат со размислувања, идеи, решенија и така натаму. Основната понуда е со бугарите. Ние да не се залажуваме сега. Да не се залажуваме. Таа е основната понуда. Дека ти ќе собериш и вака ќе се тегни, се дури има... Ама ако е само тоа, зошто би се појавувале? Тоа многу драстично го прави радикално Социјалдемократскиот сојуз. Зошто да не се па 20 на однив да го фатат полна капа, зошто? Овие веќе истите... Добро, благодарам за јавањето. Поздрав до Битола. Ако имам уште еден слушател да го уклучиме, ало, и да продолжиме. Ве слушам. А се слуши. Со оваа информација, овој блок го завршуваме. Знаете ли дека англичаните занад преварот со Мексико имаат многу интересно решение и подготовка. Ќе користат Виагра. Овој лек кој што се издава на рецепт не се наоѓа на листата на забранети супстанции од Светската антидопинг агенција ВАДА за 26 година. Истражувањата покажале дека
користењето на Виагра го смалува крвниот притисок во белите дрови и може да го ублажи чувството на умор, на замор и на вртоглавица на големите надморски висини. Англичаните решиле, ова е информација од кампот на репрезентацијата на Англија, решиле фудбалерите на Томас Тухел да користат Виагра како полесно би се избориле со последиците од големата надморска висина на светското првенство. Ова го пишува Сан. Тоа е тоа, со Виагра против Мексико, Кейн и другарите. Одиме со вториот дел од интервјуто. Митко Јованов, човекот кој што беше советник на Зоран Заев до изборите 2016-2017 и го советувал да не ги објавува бомбите од прислушкуваните материјали и да ги избрка сите тие кои што се вртеле околу него во тој период, затоа што не биле многу кадарни, кадровски, идејно и програмски. Митко Јованов. Стадион. Емисија за вашата вистина. Кај ВМРО си пробали да влезеш или не? Не. Јас од кога заминав од Заев, ја веќе мене ми се партиите сите исти. Јас не правам разлика, нијанси се, а мене нијансите не ми се битни столе. Мене ми се битни круцијалните работи. И така да... Јованов, замина во Германија, се враќаш са што, се пропаѓа Германија, тука ако слушаш овие така пропутиновски настроени структури, Европската унија се распаѓа, Германија веќе е на колена, стандардот е паднат, без Русија, без ефтините суровини нема ништо и сега ти си доказ за тоа дека Германија не ја бива и почна да размислуваш да станеш политички тука да се активираш и да станеш председател, ако може. Не, јас дури... Толку ли е лошо во Германија? Не, јас дури имав намера 2017 све да објавам во една книга, моето искуство во СДС и како, значи јас имам преку 2000 страни анализи направено како државата треба да функционира, секоја институција и така натаму и тоа сакав да го направам во книга, после во вебсајт да го објавам и да видам какви рефлексии ќе има во Македонија, дали има можност јас нешто со некој тим, нешто заедно да направиме. Но што се случи, јас веќе кога отидов во Германија 2017 реков да, сега 3 месеци не доаѓам во Македонија, да се одморам, од сето она беше напорно во СДСМ 4 години и ја после вториот месец ми беше досадно, реков што да правам сега, ајде почнав да одам на германски курс, аз си продолжив да си работам на моите проекти. Да, учите македонски јазик за диаспората. Онлайн шоп има, правевме веб страни, јас секогаш сум имал некои приходи исто, како тоа ми беше хоби, ама кога не само хоби, им еден мал бизнис. И после тоа докторирав, во меѓувреме, значи, работев таму како селфштендик, тоа се кажува, значи, човек фирма, си регистрирав. Работев на докторатот, работев на докторатот, одев на курс, значи до 2018, почетно од 2019, веќе C1 курс, тоа е највисокото ниво, академско ниво. Завршувам 20 јануар докторатот, веќе ми се признаваат дипломата од факултети, од магистерските, после докторирам јануар 2020, таа ми се признава диплома, и после тоа си почнувам со работа, затоа што веќе дали мојата фирма ќе успее или нема да успее, сакав мирен живот. Сега од што живееш? Сега работам во државна администрација. Во државна администрација? Да, како македонец у Германија во државна администрација? Тоа е чудо. Па сега... Или немаат и они доволно... Не, јас секогаш сум сакал да работам за на федерално ниво или на локално? Или тоа е на ниво на држава? Тоа е федерално. На федерално ниво, ама институцијата што е под Министерството за внатрешни работи е во Штутгарт. А Штутгарт е главен град на Баден-Витенберг. Добро. Да, и таму сум висок службеник. Не е за фалење. А што? Какви услуги даваш како висок службеник? Па сега имаме право, социјала, да. безбедност, МВР спомена. Безбедност.
продолжување на дозволи за престој. Уразузнавање, контраузнавање. Не. Што се за дозвола мигрантска и мигрантска политика. Да. Има во тој дел, ама ние работиме и со германски државјани. Заострена е. Да. Мигрантската сега, како рефлексија на ова што се случува. Ама на прашањето дали Германија пропаѓа, не пропаѓа, туку се менува. Значи се менува сега, светот, целиот свет се менува, не само Германија. Знаеме кои последици конфликтот во Украина ги има за светот, особено во Европа, и овде и во Македонија со тоа, а особено и во Германија. Знаеме кои проблеми ги има, но а кои последици ги има од војната со Иран, меѓу Америка, Израел, Иран. И знаеме кинеската автомобилска индустрија, влијанието. Да. Ама Германија е сепак финансиски мокна држава, да. Се устројува, се престројува, има проблеми, луѓе губат работа, ама па се отвара други перспективи сега. Жилави се, динамични се. Да, па има и капацитети сега, да кажеме, затоа и околу лидерството, после Меркел, да. Има можеме да кажеме дека има криза на политичко лидерство. Па сега Олаф Шолц, слаб, Мерц уште послаб, зборувам за рейтинги. Тој персонално во политиката никогаш не котирал добро. Расте го помина АФД, алтернатива за Германија, како се викаше девојката лесбејката која што живее со партнерка, она е против мигрантите и против ЛГБТ, а она е тоа, партнерката и од Тајланд ли од каде живее во мигрантка во Швейцарија. Тоа е сега. Како проаѓа тоа кај тие? Да. Ама сега така јас кога го слушам и слушателите од твојата уста сега и ти од некаде си го слушнал, ама не е така фактички. Она не е против Сара, како се викаш? Не, Алиса Вајдел. Лидерката на Сара беше што направи од социјалдемократите, од левица. Да, од левица, така. АФД не е против мигрантите. Партијата е против нерегулирана миграција. Значи, она е против некој, како до вчера, доаѓа некој на германско тло, стапнува, сака мазил директно во социјалниот систем. Значи сега овие ЦДУ и социјалдемократите, они и ги пуштаат овие дека они мразат мигранти. Тоа е политичка борба. Политичка борба е сега, затоа треба да не бидеме робови на... се извор на омраза и на не треба да бидеме робови на пропаганда и заложници, жртви. Туку треба, ако јас немам потреба да слушам од Мерц или од некој друг што кажува Вајдел, ја директно ќе слушам. Ќе одам на нејзин веб страна, на Twitter, на X, да, нема потреба ја сега некој мене да ми раскажува за нејзин. Ова ти е проверено или и таму си се обидел да влезеш сега, да не си уфаза на влегување кај десничарите? Не бараат, ама се двоумам. Се чувам за Македонија. Кај АФД? За германската политика уште не влегувам, се чувам за Македонија. А од каде имаш понуда во германската? Не, бев, да речеме, близо. Од кој? Ова со симпатија кај Сара Вагнерт. Да. Кој што призазива. Да. Ама се реши како државен службен, сакам да бидам неутрален. Сега кој има избори таму, АФД ќе победи. Така кажуваат анкетите. Ама ќе се мобилизираат како во Франција, нешто ќе се усојуи за тоа, вие за да се спасат тоа. Прават такви напори. Ама тој бајпас, ама тоа веќе не е здрава демократија. Па добро, демократијаните и социјалдемократите имаат владеено заедно. Ама и сега владеат. Знаат да се договорат, семафор коалиција, како ја вика. Во ред. Сега СПД од една темела партија. Сега е некаде под 12, 14 и паѓа доле.
Мислам дека се 12%, сега не, ама не е ни клучно дали се 12 или 24, но, или 14. 14 се зелените, мислам. И зелените почнаа да растат. Прво не раста, тие беа повеќе, сега пајат и затоа што некои не можат никако да смислат да бидат во десница, а не се задоволни во левица. Секојаш има Министерството за надворешни работи која се усојузува коалиционо со социјалдемократите. Да. Јошка Фишер имаше, тој беше зелен. Тој беше од зелените, затоа што... А и ова, нели беше од зелените министерката за надворешни со Шолц? Да, точно. Затоа што... Барбок, како се викаше. Да. Оти толку беше интересно, па еве името не ми... Сега нешто е во Обединетите нации. Заврши Баербок. Името како и беше? Анела, како. Не е битно. Да. Не, Анела е босански испан. Со ова да завршиме твојот докторски и магистарски фокус Македонија, односно надворешната политика на или Македонија во надворешната политика на Германија од 1919 година до 1944-45 година. Многу интересна тема. Има ли критична маса од 19 година нааму? Тогаш ВМРО постои Тодор Александров, Ванчо Михајлов, после се растура. Што може неколку поенти да кажеш од тој? Што пишува во архивите на германската надворешна сега во политика во тој период? За кратко време. Интересно е тоа заради ние ова што го имаме сега со Бугарија. Да, ќе гледам да го структурирам, да го пред тоа сакам само да те прашам, спакувам. Дали тогаш имаше комуникација која беше кај Заев, кој беше еден од главните советници со бугарите за да се направи тоа што после тоа се направи со Бојко Борисов кога стана премиер, или не се размислуваше за Бугарија, далеку беше? Грција беше тоа? Беше Грција, мислам дека он после тоа влезе, кога стана премиер, во тие разговори со... Пред тоа немаше комуникација? И јас немав такви информации. А за Совет те прашуваше нешто? Што мислиш за Бугарија, за името? Ја бев фокусиран само на Грција и тука барав... Македонска република. Македонска република, да. Ајде поентите за Македонија во германската надворешна политика. Вистина е дека сме биле ние секојаш како сирачиња небитни третирани, Бугарија имала прединство, Србија исто Германија не ја сакала. Да, вака сега. Германија тогаш е победена и не е... После Првата светска војна. Да, после Прва светска војна е победена сила, не е задоволна од воспоставениот поредок во Европа. Знаеме каков е поредокот, немаме толку време сега да објаснуваме. Кралството Југославија, Бугарија, како победена сила, а сепак не е некоја сила што може да се занемари, сепак, иако е победена, сепак има моќ некоја. Сега она ги користи сите можни... Австро-Унгарија се распаѓа, да. Да, сите можни механизми што и постојат за да креира политики против тој воспоставен поредок во Европа. Овде, на Балканот, кој се противи на тој воспоставен поредок? Се противи македонското движење олицетворено во ВМРО и во името на Тодор Александров во тој период. Збориме после Прва светска војна и почетокот на 20-тите. Кој што се бори против Белград, против се усујузува и со поделена е Македонија. Сега нели има тоа дека он соработувал, бил близок со царскиот двор на Бугарија. Да, па веќе од кого не можеш ти да очекуваш помош од Белград, кога нели Белград, Србија, Вардарска, Македонија ја поседува. Не може ти да очекуваш. Тоа е нормално дека ќе очекуваш поддршка од непријателот на мојот непријател е мој пријател. Германија, она во почетокот на 20-тите години, она има пасивна улога. Она ама нема активни наблюдува, анализира и во заднина. Сега и помага ВМРО ги помага што може. Најмалку дипломатски. Сега им требало пасоши на некои членови на ВМРО да патуваат, па и тоа е помош, логистичка помош. Па треба да добиш некоја информација, не можеш ти да одиш во Виена како изгубен. Била вклучена
за атентатот на кралот? Не знам, само немам немам такви информации, но не може ако информации и биле неопходни да имаш информации за таков чин да направиш, нема да дојдат информациите од Франција или од Англија, ќе дојдат од Германија или тоа е по логика, затоа што ВМРО имала и ВМРО дури и као свој дипломатски представник во Берлин, да, сега не сеќам кој им беше. Да. Пишуваш и за тоа. Да. Така да тогаш битно е дека како македонско движење, македонска револуционерна организација е евидентирана од германската политика и дипломатија. Како критична маса за македонско национално... Да, и се рачуна дека тој фактор може да допринесе да се спроведат утре нашите интереси. Они сега не мораме да бидеме реални, они не биле од хумани... Не ја гледале само како продолжена рака на Бугарија. Не, секогаш во тој период не секоја влада на Бугарија па била склона кон Германија. Имало влади, првата земјоделската влада на Стамболски, таа соработувала со Кралството Југославија, со Франција, тогаш ВМРО добива некоја поддршка од некоја невидлива рака, во оружје, во други логистика. Имаат ли дилеми за национално македонско? Не, тоа се докажува после, се потврдува дека после дека има во текот на Втората светска војна дека постои македонска национална свест, не е спорно, дека македонска држава се провлекува, идејата за македонска држава се провлекува со векови наназад, и дури има и текстови од германски дипломати во Бугарија, што они негативно се изразуваат за Бугарија во полза на Македонија, затоа што кажуваат македонците владеат во Бугарија, се во сите структури на бугарска држава, што е точно, затоа што многу интелектуалци произлегувале од македонските редови, затоа што многу македонци се иселиле се протерени од Егејска Македонија и од Вардарска Македонија, во Пиринска Македонија, и така да тоа е евидентирано, но како сметале на тој фактор дека утре кога ќе се измени тој поредок постоечкиот, они рачунале дека овде да се основа македонска држава во која што ќе биде таа цел во интерес на Германија. Зошто не го сториле тоа кога дошле како НДК, НДМ не формирале? Имало и таква идеја. Ама Михајлов за независна држава Македонија за 41-та тоа бил зошто на бугарите им го дале овој простор? Кога Бугарија велиш имало идеја? Да. Преговорите независна држава Македонија. Китинчев има и такви. За преговорите за влегување на Бугарија во Тројниот пакт траат година и повеќе. Затоа што Бугарија одбивала да влезе во Тројниот пакт. Немало механизми како дури затоа што дури Бугарија извојувала во тие преговори за влез во Тројниот пакт Добруџа, Романија, а до ден денеска е остана тој регион во бугарските граници, иако автоктоно, не знам сигурно, бил романски. Ама Хитлер тогаш ги викнал романскиот премиер и бугарскиот премиер и кажа за големата идеја мора да се направат компромиси, затоа што он сака по секоја цена Бугарија да ја внесе во Тројниот пакт. После тоа, за да ја удоволи Бугарија и ветува дека овде Вардарска Македонија и излез на Солун во новата распределба на светот во Европа ќе припаднат на Бугарија. И Бугарија влегува во Тројниот. Слично им понудил Солунското пристаниште, им го понудил на
Југославија на да, Белград. а но само за пристап до Солунското пристаниште, не територијално. Да, тоа е разлика. Југославија извојувала да нема војска на незината територија за кон Грција. Да. И тогаш имало Грција било секојаш антифашистичка. Да, и тогаш имало преговори како денеска што има за влез во НАТО и компромиси. Ние зашо го сменивме името? За да влеземе во НАТО. И Романија се откажала од Добруџа за Бугарија да влезе во тројниот пакт. Да. И така македонците таа идеја за македонска држава била заборавена на почетокот. Била, и се дава на Бугарија. После тоа 43-та почнуваат веќе недоразбирања меѓу Бугарија и Германија. Тогаш Германија го актуализира македонското прашање и овде аташе, конзул, после тоа од овие што се главни за разузнавачка дејност пишуваат извештаи дека ние мораме да ја афирмираме идејата, пак да ја реафирмираме идејата, да се основа македонска држава, тоа е во интерес и на Германија, за да можеме да имаме равнотежа кон Бугарија. Затоа што Бугарија веќе преголеми амбиции и се судира со стратешките интереси на Германија. И после капитулира. Да. Тоа е веќе обид, она што е обидот за формирање на македонска држава во август, септември 40. Доаѓа Ванчо Михајлов тука. Тоа е обид у 5 минути после 12 часот. Така да не е тоа сега хипотетички да поставиме една теза дека исходот да бил поинаков на Втората светска војна, имало исто можности, пак македонска држава да се основа, но со други структури, нели? Можеби не е така. Логички, ако исходот бил извесен за победа на Тројниот пакт, Бугарија немало да капитулира. И ова ќе било Бугарија тука. Не, збориме за... Тоа било за преговори за кога ќе влезе Бугарија во Тројниот пакт. Ама не значи све што се ветило, дека после па и ќе се исполни. Што правило? Сега тоа, да. ВМРО, што пишува за ВМРО во тој период? Не постои во структурите на кои што постоje во документите на германски. Стои дека за време на добра Втората светска војна организацијска структура, дека може да се ослонат на таа организација, затоа што има хиерархија. Тоа значи кој ќе седнеш да се договориш, може тоа и после да се спроведе. И дека таа организација не е организација што е анахрона, има идеологија, има цел, државотворна идеја. А не се анархисти, не се... Не, дека се десно, национално ориентирани. Се повикуваат дури и на соработка на ВМРО за време на Прва светска војна. Со Германија, со Австро-Унгарија. Па Тодор Алесандро тогаш уште има воспоставувано и оној Протоѓеров, да. Има тие особено Протоѓеров има добри конекции со германски официјални личности и тогаш им требало за некои си акции во Македонија, така да имале во тој тип на соработка. И сега што треба да направиме со бугарите? Да пишува по секоја цена бугарскиот фашистички окупатор или администратори или Бугарија, фашистичка Бугарија во времето на цар Борис. Решение се обидуваме да... Тоа не е важно. Јас не го следам спорот на дневно ниво и не знам се преговара или не се преговара. Има комисија, ама ништо не кажува. Да, битно е, клучно, суштинско е дека они
не мора да не признаваат нас како народ, но не смеат нас да не оспоруваат. Значи, ако не те оспорувам, те толерирам. Ако не те сакам, но не те мразам. Значи, како да кажам, не можеме ние да очекуваме некој нас да не сака, но мораме цивилизацијски да се договориме. Потврдат, тогаш не оспоруваат. Ама да не бидат гласни, да нема... Зошто да бараме ние потврда од Бугарија, кога не мораме да бараме ни потврда за или печа, дека сте македонци, нема потреба. Сега проблемот е со Бугарија, затоа што Македонија нели сака да продолжи со преговорите за членка во ЕУ, инаку не би имале ние проблем. Па колку има замрзнати проблеми, нема држава која нема проблеми со своите соседи. Само се тие се толерираат, се небитни за соработка. Владата на Мицкоски греши сега што бара потврда гаранција од Бугарија. Па нормално. Па да, јас не знам што барам, ја никогаш не би барал. Како можам да барам од некого потврда дека јас сум Митко, кога, например, од тебе дека сум Митко, кога мене останати сите ме кажуваат. Што треба sad да ги пуштиме, да ги внесеме бугарите во уставот? Не, нема, ако да ги внесеме во уставот. Веќе тоа ми е мене апсурдно прашање, затоа што во уставот толку, јас ќе кажам дека овој устав треба да се смени. Ше кај Заев може да се случи сега и кај Филип, ќе му фалат луѓе да. Не, ја реков. На почеток и сега ќе повторам. Би дошол овде и би живел само ако можам одма да менувам работи. Иначе не. Еднаш, паметен човек еднаш греши, два пати веќе. Колега Јованов, тоа може порано така. Кога германците носеле кралеви и цареви у Бугарија, во Грција, така било. Сега како крал треба некој да те октруира. Секој има право, има и можност денеска да понуди платформа, убаво, јасно, А, Б, С, Д. Значи да очекуваме на наредните претседателски избори дека Мицкоски ќе има конкуренција, он известно. Ќе видиме. Немој сега да го плашиме човекот. Митко Јованов, поранешен новинар, сега живее и работи во Германија во федералните администрациони служби, инаку доктор по историски и политички науки. Благодарам, Столе. Стадион, емисија за вашата вистина. Стадион, емисија за вашата вистина.